Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу ја повика Европа да разгледа каков ефект ќе има врз нејзината безбедност намерата на Вашингтон да се повлече од клучниот пакт за нуклеарното оружје. Сергеј Шојгу му рече на неговиот грчки колега Панос Каменос на нивните разговори во Москва дека Европската унија и НАТО треба да ги земат предвид последиците од излезот на Соединетите држави од договорот за нуклеарни сили со среден опсег, предупредувајќи дека тоа ќе има сериозни последици за Европа. Нас также интересует реакция Европы на это решение Соединенных Штатов. Как нам кажется, не все в Европе понимают, что это решение повлечет за собой очень и очень серьезные последствия. И для Европы в том числе. А если говорить точнее, то в первую очередь. И тут, конечно, как нам кажется, было бы очень и очень правильным все-таки более широкое обсуждение и в рамках НАТО, и в рамках Европейского Союза этого решения. Тој при тоа го повтори предупредувањето на председателот Владимир Путин дека Русија ќе има за цел секоја земја членка на НАТО доколку Соединетите држави се повлечат од договорот. Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до такого состояния, вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого на самом деле никаких оснований. Но, повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся. Путин го отфрли тврдењето на Трамп дека Русија го прекршила договорот за нуклеарни сили од среден дострел, подпишан во 1987 година, наведувајќи дека токму Соединетите држави се тие што го прекршуваат. Џон Болтон, советник за национална безбедност на председателот Доналд Трамп, по разговорите во Москва повтори дека Русија веќе имала распоредено ракети што се офатени со договорот. Well, the problem is there are Russian INF violative missiles in Europe now. The threat is not American withdrawal from the INF treaty. The threat are the Russian missiles. The threat is the Russian missiles already deployed. Запрашан дали пактот може да биде спасен ако Русија почне да го почитува, Болтон рече дека е тешко да се очекува тоа, со оглед на руските негирања дека го прекршуваат.